Пушењето е директна причина за голем број на тешки болести. Поврзано е речиси со сите видови на канцер, а лицата кои пушат цигари се во голем процент повеќе изложени на добивањето канцер, кардиоваскуларни и други болести, за разлика од непушачите. Лекарите објаснуваат во која мера пушењето штетно влијае врз здравјето. Пушењето представува една од најголемите ризик причини за смрт и за заболувањата во медицината, и Светската здравствена организација објави дека половина скоро од пушачите умираат од некои болести што се директно поврзани од пушењето. Имате статистика дека 8 милиона луѓе во светски рамки ви умираат од болести поврзани со пушењето, од кои 70 со директни причини. Од кога ќе запалите цигара во просторија каде што се наоѓате, уште најмалку 2,5 часа остануваат штетните материи во воздухот, иако ви е отворен прозор. Тоа ви е аглерод, моноксид, катрани, канцерогени, други материи, кои се состојат преку 4000 имате, од кои 250 докажано дека се штетни. Ракот на плуќето, на белите дробови, директно предизвикан во корелација со пушењето. Исто така, сите останати заболувања, како што се заболувања почнувајќи од целиот респираторен тракт, дигестивен тракт, гастроинтестинален тракт, исто така и има докази дека влијаат кај жените поврзани со матката и со дојката ракот, и обструктивните заболувања, астмата, емфиземот, директна корелација имате со статистики. Исто така би посочила дека кај жените што пушат најмалку 20 цигари и повеќе дневно, се јавуваат огромни шанси да постои неплодност и екстраутерини бременности. И оние кои се наоѓаат во затворена просторија каде што се пуши и се така наречени пасивни пушачи, исто така страдаат од последици. Придобивките од откажувањето од пушење цигари пак се огромни, велат лекарите. Имате насоки со кои, например, од час во час се менуваат некои параметри. Например, за вас е интересно, би кажало, најмалку 10 години треба за да стане ризикот за заболување на канцер, например на бели дробови, да стане скоро приближно како кај останатите непушачи. Инаку има статистики со кои од 15 години па нагоре ризикот од останатите карциноми исто така директно, значи влијае скоро на сите типови на карциноми, се намалува веројатноста дека тој пациент ќе добие. И би сакала за крај да кажем дека не постои безбедно пушење. Дали сте слушнале дека некој кажува дека знаете јас не пушам многу, 1, 2, 5 цигариња, значи такво безбедно пушење не постои. Ја загадува својата околина, околината на своите најмили, посебно во домовите, во затворените простори, да се размислува, значи на ниво на престанување на пушењето. Постојат многу мерки со кои светот се бори против пушењето. Лекарите велат дека сите лица кои размислуваат за откажување од пушењето може да се консултираат со својот матичен лекар, кој може да ги информира за различни техники и методи со кои ќе успеат да ги остават цигарите и да го подобрат своето здравје. Инаку 31 мај се одбележува како Светски ден без тутун.